Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Јас сум Љупчо Златев, а ова утро заедно со мене е Драган Милосављевиќ. Добро утро на сите почитувани Драган, ти вчера имаше ноќеска касно емисија. Да. И некако ти си ми навечер, наутро. Тоа е таа судбина на лошите новинари. Ајде, платите во новинарството, што некако се како кај текстилните работници тука негде, па уште вака да те мачиме навечер, наутро, има еден вид вика уште фенер да ми стават и да не кажам каде, и навечер вика цела ноќ да работам. Драган, ово утро имаме еден гостин пред кој најбој да си кјутиме. Така, која ќе анализираме, која ќе збориме, затоа што има километража. У Македонија ретко кој има толкава километража. Вчера бев на една хумористична емисија, ме покани и ме прашуваат за новинарите у Македонија општо. И викам, ретко вие ќе најдете бард без суета и без големо его. И токму затоа најголем дел од нив не газат по земја. Но ово утро имаме еден суетен новинар кој гази по земја, а етикетата суетен новинар му ја даде лично Зоран Заев. Добро утро за Бранко Гераски. Добро утро. Добро утро, Бранко. Вториот од кованицата на Заев го немаме ово утро, иако станува збор за слободен човек, слободен уметник, слободен инфлуенсер. Инфлуенсер. Превод на инфлуенсер на македонски како би било влијач. Така нешто. Влијае, да. Да. Героски, вчера напиша дека тебе ти се кара нешто со МВР. Те викаме чеша носот од Сабајле, сакам да се расправам очигледно. Зошто му се наљути на МВР, а со самото тоа и на Панче Тошковски? А вчера бе фута, мислам дека и повеќе новинари, мои колеги беа лути. И ние сме љути, затоа те викнавме. Да. Видите, нешто не е во ред со истрагата во Кочани. Ја инсценирав на таа тема во еден јавен настап. Нешто и напишав. А вчера беше, завчера всушност, беше врв на инсинуација, на тоа што не е во ред. Беше очигледно. Јавниот обвинител настапува на телевизија Телма, додека се спроведува политичка акција, незавршена. Најмалку еден, може би повеќе, но најмалку еден од полициските службеници кои беа приведени во таа акција, 7 на број, значи најмалку еден се уште необезбеден со речникот на полицајците, тоа значи не го фатиле. Односно во бегство? Па, може би не е во бегство, после имаше некакви објаснувања по порталите. Може настанал као Сашо Мјалков. Си спиел нешто ова, она и така натаму, но во секој случај необезбеден, а јавниот обвинител зборува на Телма, звони во наводници и тоа по секоја логика е откривање, disclosure, викат англичаните имаат еден термин, на план на акција која е важна, една од акциите за откривање одговорните за трагедијата во Кочани. Тоа јавен обвинител, може би некој од пробишти некаде, некој помлад, што не знае, што не е упатен, може би може да си дозволи желен за внимание, желен за, може би. Но државниот обвинител тоа не сме се дозволи. Еве сега ќе ти кажам едно мое искуство. На изборите во 2020 година објавивме дека на избирачко место тоа и тоа има инцидент, и во тој инцидент учествува, како се викаше, Лазо Дългио. Некој си тамо си леѓија од Струмица. И објавивме веста и МВР ми поднесе мене кривична пријава дека јас од објавувањето на таа вест сум ја попречувал нивната истрага, односно сум го алармирал Лазо Дългио да избега. И ме викнаа во обвинителство, ја викам, ја прво не знае, викам дека имало истрага од МВР, а второ викам, сега мене ми е работа да информирам. Ја информирав дека имало инцидент во кој што тој учествувал.
не ми поднесо обвинение. Но замислете, предупредија. да, но од обвинителство ме предупреди Право. и тука заврши се. Но во случајов, и не зборуваме за новинар, зборуваме за државен јавен обвинител, Така. кој излегува на телевизија и вели имаме истрага таму и ќе апсиме полициски службеници, и вие имате во исто време полициски службеник кој ден потоа се уште е во бегство. И дополнително на тоа, ако Лазо Дългио не избегал, ја немам дело. Да. Ово избегал и тука има и Да. дело. Дополнително на тоа, прашањето за одговорноста во насловот на порталот Плюс Инфо го ставивме со прашањето на одговорноста на Коцевски, дали ја компрометира истрагата, а ја компрометира, тоа нема дилема, тоа секој знае. Секој полицаец, секој нормален човек ќе ви каже дека тоа е компрометиран истрагата. И не знам, после половина час, не знам кој време, ни стасува демант од МВР, не било така. Немало компрометација на истрагата. И сега ние сме ова Крамер против Крамер, нели работа. Ова е. Ние се осекаме будали, глупаци. Чекај, кого демантира МВР? Што демантира? Демантира компрометација на собствена акција. Компрометира елементарни факти. Колку што јас знам до синеќа, тоа лице, седмото, се уште воопшто не беше обезбедено. 24 часа после Од каде е потребата Панче Тошковски Волку да го брани Коцевски? Што мислите? Зошто? Не знам. Или можеби ова му е упад внатре па на Панче? Не знам, ама прво ми беше, мене искрено да ви кажам, ми беше малку банално, смешно. МВР и јавното обвинителство подпиша протокол за соработка во борбата против криминалот и за не знам. Тоа им е работа. Пазите, МВР и јавното обвинителство. Тие работи се регулирани со закон. Дај ние да подпишеме договор вести дека ќе објавуваме. Прилика е тоа, да. Ќе објавуваме вести. Ќе правиме емисии, Ќе правиме емисии. Тоа беше смешно само по себе. Коментиравме на крај. Од некаде потекнува, се создала некаква чудна љубов. Коментираат луѓе, овие на крај ќе се земат, нели? Како во турските серии. Ама јас мислам дека тој брак во најава ќе мора здраво и пристојно, цивилизирано се разведе пред да се случи, бидејќи реално секој има своји надлежности и не смее да има мешање на надлежностите. Драган, јас и ти не сме некои експерти за разводи. Поси, уште не. Значи, не, но... Мислам дека мојата супруга гледа сега, затоа велам не. Да, но има во новинарството има луѓе кои може да бидат тука консултанти за оваа работа. Има некои со 3, некои со 5, некои со 7, некои со 2, но имаме искуство и Керим, земете го. Керим, само да не го земат за паркирање да биде консултант. Немојте за паркирање за консултант. Паркира кај сака. И за избор у кафани, кој ми кажа кај се. Со еден разбер, не сум квалификуван долу. Да, не, ти имаш она елементарно искуство. Ти си се уште почетник. Во таа работа. Четник почетник сум јас. Четник почетник. У 47-ма, не у 45. Но има некои што наистина можат да помогнат овде. Четник почетник, ова не сум го чул. Геровски, во минатата недела во Заспи, ако можеш, вие изразивте сомнеш, значи пред да дојде оваа ситуација со љубовта отворена на МВР и јавното обвинителство, дека има простор да се верува, сега ова благо вака го парафразирам, дека обвинителството може, или некои обвинители конкретно, да се обидат свесно да ја вовлечат истрагата во погрешен правец. Тоа е стара стратегија на дел од обвинителите во Македонија, посебно усовршена во периодот на специјалното јавно обвинителство. Значи, се покренува некаква истрага, истрагата се води намерно тралјаво, еве да употребам српски термин, немарно, се води често во погрешна насока, се пикираат кривични дела, инкриминации кои не држат, кои нема да можат утре да се докажат во судска постапка, и кога ќе дојдат судењата,
Ние навистина сме општество малку авторитарно, каде што обвинителот е поважен од бранителот, се разбира, повеќе, нели, кој бие, тај добие, тој што напаѓа, тој има предност, меѓутоа веќе не е баш така. Значи не може баш се да помине. Многу кейсови на тоа САЈО покажаа дека не поминаа како што треба, како што се очекува, како што требало во главите на обвинителите, но дефинитивно тоа е стратегија смислена однапред, за да тие кейсови влезат во процедура, во процесирање проблематични, мањкави, со слаби обвиненија, со недокажани обвиненија. И сега еве, например, ќе прокоментирам само една можна инкриминација за која се доварат дел од обвинетите, осомничените, се извинувам, морам да биме прецизни, во случајот со трагедијата од Кочани. Значи, знаете, секој полицаец тоа го знае, секој што следел судството тоа го знае, клучот на докажувањето на нечија вина за некое дело е да се докаже каузалната врска, причинско-последичната врска. Значи, ти правиш нешто лошо и поради тоа, недозволено, незаконско, поради тоа се случило нешто лошо, се случило убиство, се случила трагедија, пожар во случајов и така натаму. Една од идеите во истрагата, а истрагата се води со наредби на обвинителите, да не се лажеме, една од идеите е дека до пожарот може би дошло затоа што општината Кочани, како и што една третина од општините во Македонија, немаат донесено еден документ кој се вика, сега може би ќе видам непрецизен, ама тоа е тоа, план за заштита на општината од елементарни непогоди и несреќи или така некако се вика. И де факто таков план во општината не е донесен, требало да го донесе советот на општина, требало да го предложат сите овие градоначалници тројцава кои се дели сега под сомнение, како и 60-70 други луѓе, ама утре кога ќе дојде на суд, јас ви уверувам дека многу тешко ќе се докаже каузалната врска меѓу немањето на таков план и тоа што се случило. Што ако имало таков план? Нема логика. И да имало таков план, нема се случил пожарот, немало се случило. Околностите се такви што воопшто не зависат од планот. Сега, да не прејудицираме и да не и ние компрометираме истрагата, но се сомневам, и тоа го кажувам јавно, дека некој намерно го прави ова за утре истрагата, евентуално и обвинението и целиот процес да биде мањкав, да биде слаб и поради тоа може би и да падне процесот против некои лица, против други лица и така натаму. Зошто се прави тоа? Дали мислите дека на власта, на судството општо, па и на народот, затоа што ако не видиме одговорност, тоа е пораз за сите нас. Некој со оваа истрага сака да му подметне кукавичко јајце? Колега Липчо, вака ќе се случат работите. Јас лично, ова е сложен процес. Значи, сложен процес е прво, настанот е навистина голема трагедија. Настанот е обемен 60 или 68, ако беше последната бројка, луѓе се осомничени. 61 се загинати до овој момент. Така. Значи, се надеваме дека тука ќе застане броењето, да. Дај Боже. И суштината е дека за да се истражи, ќе се прават вештачења, ќе се прават испитувања. Јас лично не очекувам не до летово, него до крајот на годината ќе биде херојски потек на обвинителите, ако на основното јавно обвинителство од Кочани, ако излезе со обвиненија за сите овие случаи. Значи до крајот на годината, потоа ќе почне судење. Па судењето ќе биде исто мега судење, ќе трае година, 2, 3, што е брзо судење. Ке нас не мислиме за 2 месеца мора. Не. 2 години, 3 години вако судење ќе биде. Тогаш ние ќе го забораваме државниот обвинител Липчо Коцевски. Тој ќе биде некаде во пензија, ќе биде ова. Кој ќе биде крив? Кој ќе почнат овие, кој ќе откриваат бранителите, кој ќе откриваат новинарите, јавноста, слабоста, ќе мижиме, ќе викаме добро, битно да се осудат. Не, нема да мижиме.
Ние сме правна држава, се мора да иде по право, по закон, по процедура. Кој ќе биде виновен за сето? Новиот обвинител кој не знаеме кој ќе биде? Не. Тој ќе рече, имаше таму еден, тој таму еден, сега некаде пеца риби, нели се, не знам што му е хобито лета голуби. Лета голуби и така натаму. Не знаеме кој ќе биде крив. Знаеме кој ќе биде крив. Народот знае кој е крив секогаш. Не оди, не се случува никој, ја не сум чул за протест на кој народ вика долу судот, долу обвинителство. Не бе, вика долу влада. Долу влада, апсолутно. Чудат пред влада, чудат пред ова и ќе им биде крив премиерот Христијан Мицкоски, тогаш веројатно се уште премиер. Очигледно е дека слушателите ни се обседнати со геополитиката. Да, Трамп и Путин, да. Велат, зближувањето на Панче и Коцевски ги подсеќа на зближување на Трамп и Путин. Само сега не знам кој е Трамп, кој е Путин во приказкава. Тоа ми е енигма, ама знам дека не можам да го видам Илон Маск на повидок. Ке се појави. Гировски, само една работа. Ние верувавме, сакавме да веруваме дека ги спомнавте случаите од ЦЕО, дека се резултат на неспособност. А овие што го кажувате му дава сосема друга димензија на на целиот процес и тогаш и сега. Значи не е неспособност, туку е прашање на интрига практично, на многу свесно играње со, како да кажам, со докази, со закони и така натаму. Јас во еден пост на Facebook, после кој добив навистина многу коментари разни и непријатни коментари, морам да кажам, директно кажав дека објавувањето на нелегалните снимки, Тоа влегуваме во втората тема. Ако да, може. Слободно. Дека објавувањето на нелегалните снимки е дело на неколку луѓе кои биле во, според мене, според моето мислење, ја не сум обвинител, но имам право да кажам своje мислење, нели? Кои биле во состорничко здружение и свесно направиле кривично дело. Сега, да се разбереме, да нема никакви дилеми. Читателите мои, гледачите, слушателите на ова што го слушаат сега додека ние го зборуваме, треба да знаат дека користење на нелегална снимка за која нема одобрение да се сними, во кривична постапка не е дозволено. Закон за кривична постапка, член 12 е јасен. Не е дозволено. Што се случи во еден период за еден контингент на такви снимки, за кои се тврдеше дека ги има стотици, илјади, милиони и така натаму, преслушување на 20.000 разговори, тоа се така наречените бомби на Заев, нели? Се рече, за овие може. Ке биде, се донесе лекс специјалис, како се донесе лекс специјалис, едно посебно прашање, една посебна правна срамота, како се случуваше сето тоа, но општествениот, јавниот интерес, како што тогаш беше разбран, превагна над чувството на правото, над словото на законот. Сега јас само сакам да подсетам, ги подсетам нашите слушатели, овие што вака рано утро не слушаат. Ги има многу, можам да кажам, да. Бидејќи имаше коментари, Геровски знаел, па му кажал, тоа е точно дека Заев, му кажал Заев, точно дека ми кажа Заев, од кај се што си така натаму тие бомби, и тој не кажал, не бил општествено одговорен така натаму. Луѓето е чудна работа. Јас сум на возраст од 63 години, може да би имам право да почнем помалку да заборавам и ми се случува малку, нели како викна, малку магла почнува да се замаглува во главата, но не толку за да заборавам елементарни работи. Јас, колегата Лјучо, колегата Драган и сите наши колеги и сите наши слушатели за бомбите слушнаа кога се случи аферата Пуч.
Односно, кога ја видовме онаа снимка, како Зоран Заев на Никола Груевски му кажува дека странски служби му ги дале прислушкуваните разговори. И му вели, ти да си одиш, сега импровизираме, точно, ти да си одиш, ако не си одиш, ова ќе го објавам. За да не ги кажам, па сите тргува. Зоран Заев во тој момент со влијание и вистинското име на тоа што се случува во тој момент е Обид Запутич. Тука нема, како да кажам, тоа е абецеда, тоа го гледате, како на филм го гледате се случува. Пак ќе речам, јавниот интерес предлагаше треба да се знае. Добро, именно под прашање таман да ве водам низ пошто почнавте од почеток. Вие во тој текст велите дека тогаш сте биле во консултации со Зоран Заев, кој барал од вас како медиум вие да ги објавувате тие прислушкувани разговори, но вие тоа сте го одбиле и сте му кажале дека не можете да ги објавувате тие разговори, но можете да објавувате делови од нив доколку тој ги емитува на пресконференции. Вие советник му бевте тогаш на Заев, во која улога нели се водеше таа дебата како да се објавуваат тие разговори? Видите, ќе кажам нешто што нека повели Заев да го демантира ако сака. Заев беше неформален собственик на половина од уделите во Слободен печат. Јас бев човекот што го измисли Слободен печат. Зоран Заев и другиот тогаш неформален, после формален собственик Драган Живковиќ не знае дека ќе бидат собственици на Слободен печат. Не знае дека ќе бидат. Јас ги споив, јас ги седнав заедно и така натаму се создаде. Бевме на некој начин во партнерски однос во делот на медиумите, а и во делот на бев делот од оној граѓански активизам кој се бунтуваше против ова, делот шутите и рогатите, како не нарече после, нели? Многу убаво, да. Така не нарече Заев. Може да бевме, сега признавам да бевме, може би, сега не знам ја дали мислам дека поисте рогати сте, ви наби рогови, но тоа е едно друго прашање. Така е. Нема што тука да се он тоа го кажа отворено. Меѓутоа, реално, вака се случи работите. Прво се случи онаа снимка што ја видовме. Потоа се случи истрага. Пазите, таа снимка беше направена со посебни истражни мерки. Значи со дозвола од суд. Тоа не беше илегална снимка. Законска, апсолутно. Тоа беше законска снимка. Потоа почна некаква истрага. Потоа по истрагата почна и процес и Заев имаше две намери. Едната работа беше да го употреби тој материјал. Три намери всушност. Прво да предизвика пуч, рачунајќи дека ќе попушти Никола Груевски, ќе си замине, никој нема да дозна и тоа така ќе се случи. Тоа беше малку наивно. Што е чудно познавајќи карактерот на Груевски кој не е таков едноставно. Па немам добро мислење за карактер, ќе кажам зошто. Сега ќе ви објаснам. Тука се согласувам. Да. Потоа втората идеја му беше да ги употреби тие снимки да ги легализира и да ги употреби во процеси, затоа беше формирано специјалното јавно обвинителство, или само за тоа беше формирано, и трето, тие снимки да ги прикаже во јавноста, во акцијата наречена, сетете се, Вистината за Македонија, така беше името, да ги прикаже во јавноста на некој начин и на тој начин да ги добие изборите. Но како завршиле тие снимки во рацете на еден убиец на дете и старец, кој сега се води судски процес против него, станува збор за Љупчо Палевски Палчо, еден човек кој вас ве навредуваше, понижуваше, ве фарбаше со боја и така натаму. Смееш вака да кажеш убиец и око, уште не е обвинет убиец. Да. Така реков. Обвинете веќе. Да, Кире вие го употребувате зборот психопат за него и тоа во два наврати. Па не, много внимателно видов у текстот, види, два пати видите се обидов да психопатот. најдам поблаг збор во речникот, не успеав. Под чиот ризик Љупчо Палевски психопат го кажувам. Тука нека повели, нека туди некој. По сите критериуми ќе, ако се судиме утре, ќе идеме на вештачење, ќе јас ќе докажам тоа. Но тие бомби завршиле кај него и во истрагата за убиството за Вања и за Панче Жежовски на Тошиба хардиск се пронајдени 200.000 прислушувани разговори. Токму од
од како се вика колекцијата на Зоран Верушевски и Зоран Заев. Вие велите дека во обвинителство ве повикале токму за овие разговори на Љупчо Палевски. Ај објаснете ни околу таа работа, што се случувало, како сте дошли до тие информации, така натаму. Ќе натаму. ви кажа вака, значи прво, сите ние дознавме од постапката против Верушевски. Верушевски помина скоро 1 година во затвор. И неговата сопруга не знам колку помина во затвор. Соња, да. Во притвор, се извинувам. Може би целосно невина сега, да. Во притвор. Да се... тој процес и он целосно невино, он зема оштета значи, од државата. Ние сите знаевме од тој процес дека тоа беше јавно познато, признато. Еден од обвинетите го призна делото, Звонко Костовски. Сеќавате се договори за 3 години затвор. Значи, неспорно е. Сосема трето прашање како се настанати тие снимки. Тоа можеме да разговараме, бидејќи тоа не знаеме се уште. И тоа не знаеме. Имаме пресуда, ама немаме приказна. Не знаеме како настанале тие снимки. Не е важно. Знаеме како се извлечени, како се донесени и како влегле актерите на тоа се Зоран Верушевски, овие свиркачите, Зоран Заев. Тоа е линијата како се и тоа е докажана работа. Ја не ја измислив таа работа. Во фазата кога Зоран Заев не му е доволно да ги процесуира тие и кога всушност сака јавно да ги сподели, тогаш тој мене ме консултира, бидејќи јас сум човек кој од кој го се очекуваше да ги објавува тие бомби. И ортаци сте биле во слободен печат. Човекот ме прашал. Не бев ортаци да се сеќа, ја имав нула. Ти бев само запослен. Ја бев само вработен, така е во ова, иако бев иден творец, како и да е. Човекот почувствува потреба со право, ја тоа го оправдувам, да ме праша што ми сам ја, како мисли тоа го лиферува во јавноста. Тие бомби. Бидејќи ние знаеме, ама не знаеме. Содржината на бомбите се крија содржината во тој период. А тој реши вистината за Македонија да ја прикаже на јавноста. Тогаш ме праша, прво ми кажа дека некој наш колега новинар, нема да го спомнам името, сакам да бидам дискретен, да не оговараме новинари, му рекол дека би било добро да он ги однесе овој новинаров да ги земе и да ги стави некаде преку некои негови канали во Хрватска и така натаму, ми сложи некоја приказна, можеби веројатно точно ми го каже името на човекот, од името сватив дека човекот е малку шлак и така депутатот може и така да функционира. Да ги стави на YouTube. Талент да кажеш човек без да му го кажеш името. Па не би сакал. Не би сакал, иако така. Ово од Геро го ја мрчено. Во секој случај, мојот став му беше вака. Му кажав на Заев, што веројатно му го кажали и други советници. Не е само снимањето кривично дело и објавувањето на снимките, односно во законот има одредба да ги направиш достапни на трети лица. Е кривично дело. Мислам дека 151 беше членот и така натаму од кривичниот законник. Му викам, види, ја кривично дело немам намера да правам, бидејќи до сега не сум направил, нема со тебе да почнувам. И ја не можам да објавам снимки, ниту да пренесувам од YouTube. Ја не сум ги пренесувал никога снимките од Никола Тесла, од кој беа уште псевдонимите кои и Заев ја почна вистината за Македонија. И му викам вака, ако направиш пресконференција на која ќе ги кажеш, ќе ги имитуваш, и ако на таа пресконференција со изборно кажав и гол да се соблечеш, ние ќе известиме се соблече премиерот. Гол седеше, ги кажуваше бомбите и така натаму, содржината и така натаму, тоа е твоја одговорност. Заев во својата визура, во својот поглед на нештата, излезе храбар, јунак, ги извади тие бомби и рече, како што му зборува во онаа снимка или на Верушевски помладиот, Верушевски помладиот е дојден подоцна да не продолжува веќе со тоа, бидејќи настана хаос со тие снимки, дојден да уствари го убедува и тој, ја би сам младиот Верушевски паметно му кажува на Заев, ова не може вака да тера, дека не, ке тераме тоа. Не, Александар е навистина, не е тоа дете што го знаеме ние од медиумите, човекот е малку различен. Не го знам, во тој разговор, тоа што го кажува на Заев е паметно, вика, ова не бива вакова, ќе се испотепаме сите, бомба фрламе и сите погинуеме, нели, од дека од прилика тоа е логиката на неговиот разговор,
Ама Заев тврд вика, нека идеме ние до крај и така натаму, договорени сме со татко ти ово, и така натаму. И во што прави Заев? Покрај што знаат двајцата, покрај што самиот ги слуша, сум го гледал тоа. Тој филм како седи тоа, слушалиците таму седи, со некој таму, овој ги преслушува, да седи да слушаат лукави снимки, како Никсон кога ќе се збрла и на крај кога ги слуша. Таму нормален да си ќе полудиш. А не нормален, ако седнеш може да замислиш кај ќе. Дури една прилика нешто ми сеќавам ми рече отплика дека може да ми даде снимки за на кој сум ја. Односно го јас зборам. И чув некоја бројка сега, не ме држите, може да сгрешам нешто како 2400 снимки. Машала. И тоа не е нормално. Јас слушам 2400 снимки прво. А плюс знам што сум кажал. Знам што сум рекол. Си чуеме по телефони, си викаме мајка, шајка, ти на мене кој нешто си рекол суетен, јас за тебе сејак и така натаму. Тоа е нормална работа во комуникацијата по телефон, се да не се лажеме, се правиме одека девици сите, нели. Меѓутоа, проблемот настана кој тој материјал, он го подели на Палчо, на други луѓе, на оној чауш да преведува. Добро, зошто како заврши кај Палчо? Која е потребата на Палчо да му даеш ти? Тоа е прашање на сите прашања. Разговори. Освен она теорија на Зоран дека ги купил за 100.000 евра. Му ги дал на Палчо. Не, Палчо не купил ништо. 100.000 евра спомнува. Што е неверојатно. Палчо е човек, креатура на тајната полиција и тој долго време е близок до врвот на СДСМ. Да се разбереме. Сите забораваат за неговите активности во градежниот бизнис, како се создавани парите. Сите забораваат за неговите контакти со полициски службеници. Јас сум убеден, тој го кажав, дека во известно, го напишав на Фейсбук, дека во известни фази од истрагата, односно во најчувствителната во почетна фаза во истрагата за овие убиствата на Вања и Панче, дека он имали логистичка поддршка да бега, да сокрива докази така. Што е така страшно? Дека повелат, нека докажуваат. Токму затоа нема нигде од печаток од него. Сега, да кажам, не може вие ако прави, што не осомничен, значи под сомнение дека направил убиство, после тоа и тоа има и сомневања се појавија во јавност дека нема ни прво. Не знам, не можам да тврдам, но за ова е осомничен и обвинет сега. Како заврши Геро во јавното обвинителство, каде што вие буквално на СЈО сте им откриле од каде му се на Палчо разговорите и дека Палчо има разговори. Многу просто. Во тоа време Никола Тесла, мислам дека беше Палчо, или да немаш некој друг псевдоним. Никола Тесла, па после стана Никола Громовник. Или Громовник, може би да беше. Или е Громовник стана. Или е Громовник, или е Громовник, или е Громовник, или е Тесла. У секој случај Гром работа, нешто така, тој тип, некоја електрично празнење, нели? Он објави 2 комуникации мои. Еден разговор со Фрчковски, во кој Фрчковски би држи придика и предавање за тоа како треба да гледаме на албанскиот јазик како службен. Битна, небитна работа. Јас сум во тој период во Фокус, Дневен Фокус, Никола Младенов, и пате ме вели да видиш што е со хонорариве, пошто му доцнеа хонорарите, нешто. Тоа е разговорот, банален разговорот, и едно мое писмо до ПЕЛ, адреса, до постаро, до кабинетот на Црвенковски, каде што комуникацијата одеше преку шефицата Саова, каде што го замолувам за интервју. Банална работа. Банална, не банална, ние имавме во раце, ние која велам јавноста, специјалното обвинителство, во раце имаше 2 нелегални комуникации, пресретнати, нешто што тој не смеел да го направи. И ме викна, прво ме праша, дали би бил расположен да дојдеш да дадеш изјава, да секако, тој е во период кога него му го тресат хардисковите, го апсат, не знам и така натаму, да ке дојдам и ми поставија 2-3 прашања, краток беше тој разговор, 5 души собрани, филм цел направен и така натаму, навлегување вака, као
FBI да влагаш, така, некој филмче, и велат, дали знаеш кој го направи ова? И јас велам, знам. Што Палевски е, тој што ги објавува. Од каде знаеш прашањето е? Знам од Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев ми кажа дека еден од луѓето на кои тој му дал снимки е Палевски. Вау. Нека повели Заев, нека негира сега мојот збор против неговиот ако немаме доказ. И во тој момент на моје изненадување еден од тие истражители веќе не сеќавам, не ги знаев ни минјата, вели па добро, што е уствари важно кој му ги дал на Палевски. Како што е важно, па тоа е клучно. Ја гледам дека овие луѓе овдека се бескичменјаци, безарбитници, дека они немаат шанса нешто да направат. Кам па донесите го Заев, ќе седнеме тета, ја ќе му кажам ти ми ги даде, ако каже Заев не ги даде, ја ќе речам добро, ја лажам. Еден од нас двајца лаже, или јас или Заев, нели? А горе долу се виде кој е лажгото, кој е Минхаузен во македонската политика, не е важно. Човекот просто не беа заинтересиран за тој факт, што им го кажав. Јас си го собрав лаптопот, ово истиот што си го мкнам овдека у торбичето и викам чао пријатно, дури ме од овде не си излегува така. Сиктер тамо, филмове, гледајте ме како се излегува, се собрав, ова се излегов надвор најнормално и свати дека тие будали таму немаат намера ништо сериозно да работат. Но тоа е факт дека така се случи. Дека мене тие ми кажа и не е само Заев единствениот човек кој ми кажа дека од таму лично Зоран Заев. Но како го толкувате тоа, Геровски? Значи, окей, Палчо е човек на службите. Вака го толкувам. Не му даваш на него едноставно такви материјали. Па ве молам да сега да вистина и сега и вас двајца почнам да ве обвинувам за кратко паметење. Добро. Делот бомбите завршија. Најдовме човек да ги каже работите што ние ги мислиме така што. Бомбите завршија кај Кацјанева, сеќавате ги носеа. Задоцнето со тоа, со корпи, со тие... Со целата помпа, да. Меѓутоа, не завршија сите бомби таму. После продолжија да се имитуваат, продолжија да... не е Заев. Не е Заев, ама јас и кога ќе оставам наставен, тоа се клуче, нешто ми направи. Добро, ова емисија во жива, нема проблем. Гарант, сега ќе го изслушам целосно. Не, уживај, слободно. Телефонот и што се случи всушност? Морам да го направам ова, бидејќи Драган, навистина ова се шокантни работи кои ги слушам ова утро на Радио Лида. За 25-та до сега најшокантна емисија со вакви работи кои широката народна публика не ги знае. Видите, јас станав са бајле рано денеска, јас сум ќе си поспива са бајле. Ама ви работи мозокот на утро, точно станувам ова и људ сум. И морам да кажам. Кажу, продолжите слободно. Значи, после тоа се објавија голем број бомби, односно нелегално снимени разговори преку разни канали, кога не можеше на YouTube после одеа не знам каде. На ВКонтакте, на рускиот смислува начини, да. И сега затоа му се дадени на Палевски да ги пушта во... Сетете се Палевски, внимавајте, Палевски во Прилеп. На среде плоштад. Бев там. Земал едно тоа појачало радио од него и емитуе бомби. Пазите, не треба да го барате никак преку IP адреси, преку... Он ви стои на плоштад. Никој не го апси. Бев таму, тогаш ми се јави, вика, дојде ќе пуштам бомби, дојдов да информирам како новинар, возев до Прилеп, викам, што е ова на плоштад, бомби ќе... Никој не го апси. Треба ли поголем доказ дека тој беше човек на полицијата, тој беше употребен. Бидејќи во периодот потоа, кога се руши власта, внимавајте, пучот успеа. Успеа, бидејќи кога ќе срушите власт. Вела дека се јавувала Катица Јанева кај вас на телефон сега. Ја верам, Јанева? Да. Не сум слушао Јанева. А сега во моментов. Не, сега во звониот некаде, зашто? Мајсторот во вододијата се јавува да ви кажам нешто. И пазете, тој беше употребен, злоупотребен,
бидејќи путчот заврши успешно, СДСМ дојде на власт без победа на избори. Факт. Е факт историски, два пратеника им фалеа. Не е битно, можеш да направиш и малцинска влада, можеш да доеш на власт. Како беше тоа? Знаеме си. Трагични настани, неубави настани, од двете страни неубави настани, но не им беше тоа доволно. После тие бомби се користат за дисквалификација на политички противници, сетете се за они разговори за Ермира Мехмети, за не знам практично секој што пречи на овој или оној начин луѓе и така беше елиминиран. Па наши колеги па се разведува. Сето тоа се правеа со намера да се компромитираат луѓе, да се дискредитираат луѓе и така натаму. Тоа не можело да го прави официјално на пресконференција Зоран Заев. Тоа мораше да се прави безобразно. Значи преку скриени бомби и така натаму, преку објавување. И се бара погодни луѓе за имаме еден добар коментар, очигледно информиран слушател, Крле е потпишан, очигледно не е некаков лажен профил, но информацијава која ја даве, јас сум слушнал за ова. Вели, дали знаете дека ден денеска обвинителите од поранешното СЈО тргуваат со нелегално снимените разговори? Дали тргуваат, не знам, но мене еден поранешен обвинител, кој не е од СЈО, ме информираше дека кога Гаврил Бубевски го преземал ОЈО Скопје, буквално ги собирал колегите и им пуштал, гледајте, ја што имам, им пуштал прислушкувани разговори. Еве сега, кога више тргнавме со ексклузивите, и прашањето е, дали сега смеат тие бивши обвинители од СЈО да ги поседуваат се уште прислушуваните разговори? И кога формално беа предадени, како беше таму? Да. Значи, имаше една многу интересна работа. Зоран Заев рече, еве ги сите прислушувани разговори, јас ги дам на СЈО. И видовме дека не ги дал сите на СЈО, затоа што, односно ги дал и кај Палчо. И тоа е потврдено со последниот хард диск сега што е најден. И не само кај Палчо, кај други луѓе. Велите и кај други луѓе. Но од СЈО, ако си изнесени, од кај да знаеме дека сега Боки Бургија може нема дома 100.000 прислушувани разговори. Имаше еден таков, да, Боки Бургија. Па да, тој си работеше у СЈО. Од кај знаеме дека Сашо Ордановски нема 100.000 прислушувани разговори, он беше вработен во СЈО. Од кај знаеме дека Апасиев сега нема прислушкувани разговори и тој беше ангажиран од СЈО. Од кај знаеме дека може би овие прислушкувани разговори, тие обвинители кои работеа таму се уште си имаат дома колекции и се уште се вака, знаете. Но Геровски смета дека тоа веќе во 2025 е бајато. Да, бајат муабете. Не е битно дали е бајато. Види, ако си имал швалерка дракче, не е бајато. Тоа нема прашање и 99-та да е се согласувам. Сега вака да бидам искрен. Во политичка смисла е... Тоа е до смртен Да. За глава е опасно. Ако е тоа. Ама, видите, не е битна содржината на тие разговори. Битно е друго нешто. Специјалното обвинителство ги зема во после тие разговори и врз основа на тие разговори спроведе истраги, никакви истраги не спроведе, глупости буквални, просто врз основа на тие што требаше да бидат разбрани како индиции. Значи не може снимка да биде доказ на суд. Ајде, се донесе лек специјалист, па ке рековме може да биде, ама во судски процес таа може да се доживее само како индиција. Што значи индиција? Трнуваш од снимката и бараш докази. Бараш материјални докази. Се поведоа многу обвиненија од специјалното јавно обвинителство. Најголем дел од тие обвиненија пропаднаа, завршија со неуспешни судски пресуди. Вклучително и обвинението во случајот Таргет, после кој тоа се процесираше од формално правни, вакви, такви, онакви причини, застарување, така таму тоа заврши, како што заврши, но ние не дознавме кој снимал, како снимал и така натаму. Знаеме кој апарат снимал, но кои се одговорните, реално од приказната за тој настан не дознавме. Не пропаднаа кейсови, пазете, таму имаше индиции за сторени кој знае колку кривични дела на Никола Груевски, така ли?
И сега сакам да прашам, заборавих пред да кажам. Овие што мене ме упоменуваат. Абе ти си знаел, си бил општествено одговорен, си треба да кажеш ова било против ВМРО. Да, тука има коментари. Ало, ја да сакам. Си одработувал. Јас сакам да ги прашам сега сите ВМРО-вци. Сите ВМРО-вци. Тие беа и тогаш ВМРО-вци, сега се ВМРО-вци. Не биле на власт, ама се ВМРО-вци. Во случајот на Сашо Политико не е така. Да, политика, он е увек со власта, нормално. Сега, да ги прашам вака. И да го прашам Никола Груевски. Кому, нели Миленко му викаше, ако не апсиш, ке те апсат, да. Една од ретките паметни работи што ги имам чуено од Миленко. Ако не е единствена. Не можам да тврдам, али тоа беше памет. Дали Никола Груевски и тогашниот врв се согласи да се формира специјално јавонителство? Да. Па јас сеќам, ја му взимав изјава на Груевски усител, работев која зборуваше експертка дека била катица, имала маркантност. Дури и кадровското решение му се допадна. Дали знаеше Никола Груевски, дали беше тоа политички договор, дека тоа обвинителство се формира за да се превземе овој токсичен материјал, поради кој тој требаше да го апси, а го процесуираше и Заев, и Верушевски, и сопругата на Верушевски, и уште 3-4 лица и така натаму. Знаеше зашто се прави обвинителство? Знаеше. Да не се правиме мутави. Дали знаеше Никола Груевски дека тој материјал постои, колкафе, можел да знае, затоа што и тој има удел ова. Дали знаеше за политичките последици од злоупотребата на тој материјал? Ве молам, се согласува на Пржинскиот договор. Никола Груевски. Значи, колку е виновен Заев за тоа што ги поседувал, што ги лиферувал, што ги злоупотребил за ова, толку е виновен и Никола Груевски кој се согласил на таа политичка манипулација. И тогашниот врв на ВМРО ДПМН. Не знам кои од сегашните биле тогаш до него, некои беа до него, меѓутоа мастермајндот, шефот на ВМРО, реалниот шеф, беше Никола Груевски. Дури не Саша Мјалков, како што се мисли, сепак Никола Груевски. И да се разбереме, тој си сноси вина за таа работа, нека повели, нека каже, голем пишува доста мемуари, коментари на актуелни ситуации. Да, прилично твори во последно време, што е добро. Што е добро, да, човекот си мора си најде работа, си занимација и така, тоа е корисно. Нешто и научуваме и ние. Често ја ги пренесувам неговите постои, но некои луѓе тоа не им се допаѓа, ама сега дело тоа што кажува човекот е вистина. Ова за аферата Пуч, за бомбите ова, јас тврдам дека е вистина и тврдам дека он има одговорност. Ако е доблесен човек, треба се каже, видите, ја утнав работата. Ние сгрешиме, бидејќи, пазете, целиот политик, тој е уникатен случај во европската историја. Ние сме имали во нашата историја, секате Бранко Црвенковски во аферата Големо уво објави 12 месечини бомби и ни дадоа тогаш ја бев отие тамо по едно CD, кај што имаше транскрипти, не снимки, и што таа работа не видна, веднаш председателот Трајковски, така треба да е Трајковски, ги амнестираше доста Димовска и првиот човек на тогашната ДБК Александар, не знам како се викаше точно, ги аболираше. Вика не може, ви готови, заврши. Го прекина кривичниот прогон против нив, против тие лица. Така што не е прв пат, но е прв пат на ваков начин. Да се надеваме дека ќе биде последен. Да се дигне. Значи, да е прв пат, не е прв пат, да се надеваме дека ќе биде последен пат. Геро, по рекламите имаме уште многу што да разговараме, почитувани слушатели, малку обично пола сат зборуваме, подиме на пауза, а досега имаме над 50 минути емисија, негде 47-8-50 минути, малку треба да здивнеме, да ги разбистриме главите од сите овие информации кои ни ги даде Геро ово утро, да ги процесираме, да ги соджвакаме и некако да ја привршиме оваа емисија. Се враќаме назад во оваа шокантна емисија од ово утро, почитувани слушатели. Бранко Геровски, главен уредник
на Плюс Инфо и Барт на македонското новинарство, слободно ќе кажам. Си добил Геро Мито Хадживасилев ти? Не, имам Крстен Мисирков, но Мито Хадживасилев не сум добил и не дај Боже да ја добијам. Тоа сакам да кажам, подобро да не ја добиете. Не, разни лауреати има сомнителни. Не паѓам на признанија веќе. Види, ја не ми е толку за наградата и признанието колку за парите. За парите. Не е лошо, мислам дека е 5000 евра. Ој, капиталист. 5000 евра патам со не. 5000 евра се 5000 евра. Капиталист. Значи, Баро прашува парите кај се. Дури мислам дека кој е најбогат у Македонија, него 5000 евра му значат. Не зафркајте. Може ли Геровски едно 5000 евра е крстарење Геровски. Добро. Има и за поевтино, ама Има и она поевтино. Да, ама она поголемото, најубавото што е. Сака се јават, ќе кажам. 5000 евра чини. Имав еден разговор со еден колега, да не ги менувам, новинар, млад до душа, но се разбира, секогаш има простор, нели, за секого и убаво е кога помлади луѓе се пробиваат. Не е многу помлад од мене, сега и јас валјда ради искуството малку сум добил на суета, но ми вели, абе, знаеш, Палчо ми раскажуваше, вели, дека него бомбите му ги дал кога бил во бегство Александар Верушевски. Палевски мене таа приказна ми ја раскажувал. Искрено и сакав дури да пишувам за тоа, но кога стапив во контакт со страната која ја обвинува, тој ми рече, вели, не, јас кога го запознав Љупчо Палевски, тој ги имаше бомбите. И сега прашањето е, дали Зоран Заев му ги дал или Верушевски му ги дал бомбите на Палчо, тие бомби кои сега се пронајдени од страна на обвинителството, тој Тошиба хардиск. Вас Заев ви рекол дека тој му ги дал. Колегата вели, може би Заев, сакајќи да се пофали, интерпретирал дека тој му ги дал, но што мислите, која теорија е поблиска до вистината? Онаа дека му ги дал Заев или дека му ги дал Верушевски, или може би е сеедно? Колега Љупчо, сега не знам вие што сте разговарале, што сте седеле, што да, ма од убица аргументи седеле не со овој психопатов. На дел од тие луѓе не сум знал дека и ти си бил овде. Јас им замерувам, бидејќи тие што седеа дремеа. Добро, ти не си бил во таква улога, си бил во поинаква улога, зборевме пред малку во паузата, но дел од луѓето кои седеле со Палевски биле во улога на брифирани од Палевски, новинари, повозрастни од тебе, поискусни од тебе, и јас на тие луѓе им замерувам и кога ќе заврши ова целата циркузијада, јас тие луѓе јавно ќе ги прозвам да се произнесат, да ми објаснат малку. Но Геровски, сега знаеш, никој не може да предвиди дека некој е способен да го направи. Тој не можете да ги обвинувате за тоа. Луѓето дури и колегиве од Инфомакс ги напаѓаат за тоа што таму беше гости, знаеш, да знаеле тие дека Палчо е таков, сигурно не би го викнале таму, но или пак тие што седеле, вклучително и јас. Ние сме седеле за тоа што секојаш бил атрактивен да ти каже некаква информација, па после кога ќе провериш, најчесто ќе видиш дека тоа не е точно. Добро, тоа е стварна... Или е делумно точно, но новинарите секогаш тоа е ствар, мене никогаш не ми биле такви типови атрактивни. И ја, например, од секој сум имал мислење дека човекот е онака шлаки, што викаме, нели? И со такви луѓе по принцип не се знам. Јас, например, сега би сакал да имам интервју со Љупчо Палевски, за тој да ги признае овие дела, да каже, знаете, тоа е во новинарството, ние и мрачната страна на човекот е важен дел од јавниот интерес. Црните бисери, да, имаше на таква мисера. И тоа е жанр за себе, но се согласувам. Не може да ги обвините колегите. Не ги обвинувам, сакам сум љубопитен да ми кажеш што разговарале, како разговарале и така натаму. Ќе ги прашам, се разбира. Но друго е, ја немам теорија за се ова. Ја не се занимавам со теорија, ја ви кажувам факт. Ја ви кажам што мене ми кажал Зоран Заев. И не само Заев, и некои други луѓе, сега ајде да бидам скритен, да не спомнам други луѓе, но како посочувам Зоран Заев. Нека повели Заев, нека каже, нека не е така. Јас, видите, ја имам многу суетен сум, нели, како вели Заев, имам некои други лоши особини во животот, така натаму, ама оние што ме знаат,
знае дека имаме една добра особина. Не лажем у принцип. Нели? За да не лажам, сериозно сум го сменил текот и на приватниот живот. Во еден момент. Значи многу сериозно. Направил многу сериозен пресврт во приватниот живот, бидејќи не сум сакал да бидам лашко. Ја тврдам дека не лажам и тврдам дека вака се случи. И тоа ме направи четник-почетник. И тоа ме направи четник-почетник, се разбира, да. И ова што ви го кажувам е факт. Плюс, да се разбереме. Сигурен сум дека тој материјал, кога стасал од таму кај што е правен, сепак е правен во службата, нели? Во тајната служба, кога стасал преку свиркачи ова, оние дел од луѓето признаат дека тоа го правеле во оној процес против Рушевски. Целата манипулација со тој материјал, ова, не е без контролата и без влијанието на најмокната странска амбасада во Македонија во тој период. И врз најмокниот амбасадор во тој период. И сегогаш и сега. Не, ве молам, немојте да ме убедувате дека не може никој да ме убеди дека тој цел строго контролиран процес надгледуван како нуклеарна, тоа не може да биде нуклеарна бомба, експлозија. Може да е контролирана физија како во ова нуклеарните реактори од централите. Че има физија, ќе биде контролирана. И контролираната до моментот дека стасува кај будалиме. До моментот тоа е ова. И сега не може да ми кажете дека попатно некој што малку мислел со главата, што имал политички план, што вели ова вака ќе го потребиме, така ќе го биде ќе успут дајте му ги на овој палчо, пошто он ќе се забавља. Да се споменуваат странски албанскиве, пошто нема попаметен преведувач у држава, дајте му ги на тој чауч. Ве молам. Молам, тоа се несериозни работи. Несериозни работи и тоа не се случувало така. Ти е одговорен за манипулацијата со тој материјал во партијата СДСМ, која го провали, која го извади и во јавност, е шефот Зоран Заев. Тој стоеше пред микрофон и велеше ова е вистината за Македонија, пушташе делови, ги сече, лепи, ги вадеше од контекст. Кога јас сеќавам на бефи на настанот, убаво е вака која имаш малку искуство како мене. Јас се сеќавам на денот кога Зоран Заев ги однесе тие снимки и во специјалното обвинителство, тоа беше посебен настан и кога даде изјава дека веќе тој не ги поседува, дека тој нема ни копии, дека сите буквално се предадени на системот и дека тој така рече дека кај него веќе нема ништо, во СДСМ нема ништо, тој не ги дал нигде, само ги дал на државата. Се сека многу убаво на тој настан. Дури датумот сега да барам ќе го најдам кој беше. Ако Рушевски бил во позиција на некој што исто така манипулирал, што ги изнесувал и така натаму, он вели од патриотски причини го правел тоа, натаму, окей, пазете, тој работел во таа служба. Што работат луѓето во шпионските тајните служби? Шпионираат, шетарат, тоа им е работа. Нели? Мотивите, камо среќа да се патриотски, ама не навлегува. Една интересна вест, објавена на 5 јануари 2016, токму за настанот кога Зоран Заев ги однесе, нели, бомбите во СЈО, но подоцна пишува Пулс 24 дека СЈО, односно Катица Јанева, не направиле никаков записник за примањето на бомбите од Зоран Заев. Записникот не може да се прави подоцна. Записникот треба да се направи, јас знам нека нема записник, тоа имам слушнато, немам проверено. Да. Нема записник или нека го покаже ако има, се прави кога се примопредава записникот. Нема записник за примопредавање. Беше така како беше годинеса со пикапите, кутиите на кутиите ги земаме, кутиите крај приказна. Овие се враќаат назад, нема ништо тоа направено. Видете, сакам да кажам преска предпозната. Тие голем дел од тие бомби беа употребени во процеси од СЈО. Процесите беа такви какви што беа, никакви процесите беа пропадна. Пазите, добар дел пропадна од овие што ги велиме процесни причини.
застарување, она погрешни постапки така натаму. Но материјалната вистина не е утврдена во многу од тие процеси. Груевски беше осуден или замина од држава, избега од државата за купување на Мерцедес кој нема никаква штета на државата. А имаше, нели, милиарда индици. Па што не се направи нешто од тие индици да се истражи така натаму. Но велам во мајнкави процеси, но во еден значен дел тие бомби беа употребувани и за рекетирање на луѓе. Што е многу страшно. За бизнисмени и така натаму. Имам за Но Палевски вели, ја да можев Мијалков ке го рекетирав, односно вели бизнисмени со милиардери со Ферари, но јас вели не рекетирав. Зошто би го убивал, вика, ова девојче за пари, кога јас имав бомби со кои можев да рекетирам. Палевски ќе го рекетирал Мијалков. Видите, тоа ви докажува дека човекот е освен психопат и будала. Мислам, не можеш да го рекетираш Мијалков како што ќе замислиш ти. Тоа не иде баш така. Кој стигна го изрекетира? Падна митот, мислам. Не станува збор за мит. Не станува збор. Прашање кој го да го рекетира. Видите, Мијалков бил шеф на тајната полиција. Не е единствен, не е прв и не е последен. Не се прави, не се случува тоа така со шефовите на тајните полиции. Не се затвараат процесите така. Сега ние ќе си го се забавляме со Мијалков, ќе си го рекетираме, ќе си го носиме вамо тамо. Не, тоа не се прави така. Затоа што во периодот кога е Мијалков шеф на Мијалков не бил сам шеф, не бил сам тајната полиција. Он само командувал со тајната полиција. Меѓутоа таму работеле службеници, добар дел од нив работеле сериозни полициски акции, така натаму, тоа се чувствителни акции. Утре кога се пробива таквите ствари, луѓе може да бидат предмет на одмазда, предмет на атентати, на било што и така натаму. Не има правила на службата како се прави. Ке те подсетам, што се случи после аферата Watergate? Имаше обид, нели, да се суди Никсон, да се покрене обвинение против Никсон. Што се случува против аферата Watergate во најдемократската земја на светот? Неговиот наследник, Джералд Форд, нели, веднаш го аболира и вели нема. Мислите ли дека и овој после ве препуштам на Драган? Мислите ли дека ќе постои во овој момент политичка волја повторно да се отвори случајот со бомбите? Еве сега има нови докази, тоа е хард дискот на Палчо. Дали обвинителството во овој капацитет, дали МВР предводено од Панче Тошковски во овој капацитет ќе има храброст, доследност, сила и најважно од се политичка волја повторно да се отвори овој случај, затоа што доколку ова не се затвори, доколку не излезе вистината на виделина на крај, не може за 3 години, за 5 години, кога што имавме УБК случај, може сега УОТА да имаме случај. И може, ние сега не знаеме кој е директор УОТА, да речеме, знаеме УБК, АНБ денешно, кој е знаеме Агенција за родење, ОТА е некако тргната на страна, не се знае ништо. Но Геровски, дали е важно и дали мислите дека оваа власт ќе има волја да отвори случај конечно за овие прислушкувани разговори? Прво мислам дека е важно, затоа што јавниот интерес на легализирањето на таа маса, огромна бројка на нелегално прислушкувани разговори, од кои голем дел беа емитувани во јавноста, јавниот интерес дека сето тоа ќе послужи за прочистување на Македонија, за откривање на криминалот на ова, таа цел не беше исполнета. Јавниот интерес не беше задоволен. Тие бомби беа искористени за две работи. Прво, за уривање на власта, што е рамно на пуч, и второ, за рекетирање, за компрометирање и за на луѓе и за уништување на политички кариери, на приватни животи и така натаму. Тоа се злодела. По законот кој се уште важи, тие дела, пазите, во оној лекс специјалис беше ограничено од тој до тој период. Од до. Не можеше после тоа да се злоупотребува тој материјал, бидејќи се злоупотреби и тоа масовно. И тоа најмасовно, мене не ми е познат друг ваков случај во европската историја. Ако нешто грешам, еве ќе ме исправи некој. Меѓутоа не ми е познат.
Ги остваривме ли целите? Не. Не ги остваривме. Ама целите може би беа да се смени името, тие цели се остварени героски. Може Ако би. иницијалната каписла промена на таа власта било да се смени името, мене сега пасошот ми е на Република Северна Македонија. Но така што легитимните таа цел цели кои ни беа кажани, поради кои се донесе посебен закон, неверојатен закон кој вика овој дел од кривичниот закон за кривична постапка не важи. Што неверојатна работа, тоа лудило. Но се донесе бидејќи во тој момент се рече многу важно имаме работа во Македонија. Мораме да го запреме криминалот. Дојде на власт Зоран Заев, 7 години владееше, криминалот процвета. Ништо не се затвори од тие приказни, ништо се тоа не се случи, не добивме ни правда ни мир, јавниот интерес не беше задоволен. Беа задоволени некои други интереси кои не беа легитимни, не беа ни кажани како легитимни. По мене, кога правите едно злодело и со цел да направите друго злодело и се организирате со на таа намера, јавниот обвинител Љупчо Коцевски би требало сега наместо шета таму по Кочлени си има обвинители се бркат работа, би требало да си отвори ова, а политичките партии, партијата на власт, владата, премиерот Мицковски така натаму, да извршат и политички притисок во таа насока да видиме тие луѓе треба да се прашаат. Вие организирани бевте? Беа организирани, тоа го знаеме. Целта ви беше оваа? Да. И остваривте целта? Гледаме не. Што друго ви беше целта? Може би тие ќе докажат дека имало некакви космички причини, некакви геополитички причини. Може би Трамп им се јавил, може би не знам кој им се јавил, немојте тоа да го направите. Вакви служби, такви служби, британски, ваварски, руски, така. Можда тоа ќе ни го каже обвинителот и ги рече, добро, поради космички разлози, овдека не е направено. Ама може би имале они и други планови да компрометираат, да мешетарат, да прават нешто што во политиката не е дозволено, во животот не е дозволено и законот не го дозволува тоа. Па сега, затоа и постои кривично дело злосторничко здружување за. Тие луѓе се здружуваат, зборот му кажува да извршат злосторство. Не се здружуваат на преферанс да играат, не се здружуваат, еве ние ко Сабајлево овдека стана Тирано Сабајлев да трчаме нешто да објаснуваме на јавноста и така натаму. Они се здружуваат да направат катастрофа. Ако или ќе докажат не е така. Драган, имаше кај тебе Геро една брилјантна работа, ја видов на неколку сториња кај луѓе заврши околу она системот е крив. Да. И се знаеш како пак ја речат на крај системот е крив. Ма системот е системот ги ослободи овие со бомбите. Да, не ти, но знаеш сега за све системот го обвинуваат. Системот е некаква космичка енергија, баш така. Не знам докај сме со емисијата, сакам да прашам. Две прашања да бегаме. Геровски многу елоквентно го објасни ова што во принцип сите го знаат или го насетуваат, така што нема тука нешто што да се додаде, ми се чини на ова што го кажувате. Само сакам да се вратам на Груевски малку, кога веќе правиме реминисценции. Рековме дека на почетокот кога му беше понудено да се повлече, тој одби, јас реков не му го знаел карактерот Заев кога очекувал да се повлече, а потоа, и многу убаво го објасни тоа, влегуваше од грешка во грешка. Човекот кој што 10 години се држеше како најсилен политичар во Македонија, не затоа што беше само способен технократ, туку затоа што се извешти толку многу, падна во замка на овие луѓе кои што ги објаснувавте за сега. Груевски почна да паѓа од грешка во грешка малку порано пред да се случи се во ова. Јас се уште стојам на тезата дека тој можеше и требаше да направи добар компромис со грците. Сигурно ќе беше тој компромис подобар, бидејќи подобри беа предлозите на од ова сега што го добивме. Што го прифати неговиот наследник, нели овој црпнатиот. И во секој случај тоа ќе не се смете, тоа е негова реченица, ја не сум го кажал, да го измислил тоа. И го донел да ја води
Македонија што сигурно ќе направеше подобар договор. Во еден период, не знам, јас се сеќавам, тој влезе во тој антички севдах, нели, во таа негова неверојатна приказна. Се сеќавам во една прилика, разговаравме 2006, 2007, 2008, 7 до 7 година некаде со Груевски, имено на месец дена ме викаше, разговаравме на оваа тема, неговата античка приказна, осеќав дека ќе падне во таа, и кога почнав да го критикувам јас Груевски сериозно, ја водев кампања 7 година да прифатиме предлог. Тоа беше предлог одличен само за употреба во меѓународни организации и така натаму, надворешна употреба. И водев кампања, секој во една прилика Мартин Португирка му беше, нели, десна рака и човек со кога он блиско се работуваше, ми го кажа, немој да го убедуваш. Не се обидува ова да го направиш, бидејќи Груевски тоа нема да го прифати. Никогаш. И така излезе на вистина, Груевски излезе тврд по тоа прашање. Излезе го принципиелен до крај, принципиелен, да го обвинеш за тоа. Тоа што него во моментот кога он не го направи договор, финалето на тој финалниот момент е она кога он иде кај Бајден во тоа време како потписател, нели, кај во Вашингтон, и кога таму буквално го изфрлаат на не прифаќа, не знам, им објаснува, колку што знам, морам да прашам Скопје, ќе се да се дава комитет ваков таков, овие се луѓе не разбира американецов, кај американци пиштоли вадат, прво пукат, после прашуваат, нели? И го изфрлаат на улица, он дава изјава буквално на улица. Тоа е последниот момент кога он има шанса да нешто се договори да влезе во процесот. Од тој момент е он по сериозен притисок да паѓа. Кога одлучува он да не апси, да не го апси Зоран Заев. Не бил проблем толку Верушевски, колку Зоран Заев. Да не го апси Зоран Заев после она елементарна уцена која гледаме на телевизија. Да не се апси Зоран Заев после евро за вицето, евро за црквата и така натаму. Он е под сериозен притисок, не се апси лидер на опозиција и така натаму. И он во тој момент почнува да прави договори во надеж дека ќе победи на изборите, како што победува всушност, ама веројатно очекувал победата да биде поголема, позначена, и со позначена победа, дури и со бомби, и со шарени луци, не може да го симнеш од власт. Меѓутоа со тие два пратеника, со таа правење малцинска влада, со целата Дуи кој што го извисија, Дуи, Муи и така натаму, они го сместија и тоа е негова грешка. Апси за да не бидеш апсен, точката каде Бранко Геровски и Миленко Неделковски се преклопуваат. Почитувани слушатели, верували или не, ова утро дури таква точка се успеавме да најдеме, што е неверојатно од космички аспект, но успеавме да ја пронајдеме. Космичка бура. Што е следно еден Господ? Космичка бура. Среќа Геро не се разбира во фудбал. Очигледно и Миленко не се разбира. Веројатно тоа е втората точка. Не се разбира, ама тера. Моето неразбирање бенигно. Не прештета. Да. Драган, уште нешто за крај да го прашаме Геровски или да затвараме Дуќан? Па не може да го прашуваме уште 4 сати. Да, види, до сега емисијава ни трае саат и 30 минути, о кој ефективно саат и 20 разговараме, саат и 15 минути. Уморили смо се, брате. Па види, ние Геро зборуваше цела емисија, многу не се изморивме. Не се изморивме. Дали ги изморивме слушателите, прашање? Ја го лапнав микрофонот. Не, ама убаво што е така, затоа што тешко е да се најде денес елоквентен соговорник. Геровски, ти благодарам за оваа историска лекција, за непосредната историјата од пред 5-10 години, затоа што за 15 години ќе се појави некој кој знае како ќе ни е толкува. Така скоро сигурно, да. Оваа емисија ќе биде поставена на YouTube и ќе представува своевидна историска граѓа, за да не помисли некој да ги толкува работите вака или онака. Јасно, со име и презиме се посочени сите. Ке ги избришат се, ќе остане само за она Миленко, не се секире, кога ќе дојде време, само за Миленко ќе остане парчето, седи. Да. Ќе се вади тоа како рил. Како рил. Нема тоа да го вади. Да, како рил.
Не, тоа не го вадиме шегувам, како не рил. те цензурирам. Значи, не сакаме сега да се закачаме со Милен Горне, писна уста, кој ќе... Ќе загледаш, значи. Да, не можеш. Тоа е битка која не може да се добие. Поздрав еве и до него доколку ја слуша, нели, оваа емисија, нема никаков проблем. Ќе ни прости што кажавме дека не разбира фудбал, може наредната година па и ќе не побие, па Вардар ќе стане и шампион, годинава тешко, нели, за опстанок се бори, но во сега Драган никогаш не Да, вели никогаш не никогаш, се знае. сите се отпишани. Арсенал 2 пати го доби Реал Мадрид. Да, се случуваат чудни работи во светот на фудбалот. Уште почудни во Ти Македонија. благодарам многу, Геро. Благодарам поканата, тука сум секојаш. Ти благодарам, Драган, почитувани Апсолутно. слушатели. Мислам дека оваа емисија е совршена за да го почнеме овој краток великденски одмор. Утре во понеделник нема да имаме емисија. Доколку не гледате во четврток на YouTube, ова ќе биде денес, а за во петок или сабота ќе ставиме Дарија Андовска, затоа што таа ни беше така попразнична, пофилозофска, би рекол. Емисија ова беше цврста дневна политика. Останете со нас, се гледаме повторно во вторник со Искра Коровешовска, да видиме кој не споил празници, па ќе ни дојде да ни биде гостин.